Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, денес остваривме работна средба со градоначалникот на општина Чучир Сандево со желба да ги утврдиме тековните активности, проекти во општината кои се спроведуваат со поддршка на програмите на владата. Оваа наша активност е во насока на наша трајна и стратешка определба да овозможиме равномерен регионален развој, еднакви можности за квалитетен живот на сите наши граѓани, без разлика дали живеат во град, во село или во некое мало населено место. Токму затоа го покренавме овој проект за изградба и рехабилитација на локални патишта. А за негова оправданост и неопходност говори самиот факт дека Светска банка ни одобри заем во висина од 70 милиони евра. Во изминатите 2,5 години владата покажа дека се грижи за граѓаните, а прикажа и цврста определеност да ја поддржи локалната заедница. Согласно таа определба во Чучир Сандево, во соработка со централната власт се реализирани два проекти од патна инфраструктура со вкупна вредност од 268.292 евра, и тоа делница за поврзување на Стенковец со делница А4 од автопат Блаце-Скопје, како и потегот од Танушевци до граница со Косово. Покажавме дека како влада учествуваме во поддршка на општините по план, со што придонесуваме за подобра поврзаност на сите населени места меѓу себе, но и поврзаност со клучните коридори кои се врската на земјата со странство. Квалитетна инфраструктура е многу значајна и за економскиот раст и развој, и едно од клучните барања на бизнис заедницата, меѓутоа и на граѓаните. Еден од овие процеси е градење на нова и санација на постојната инфраструктура, особено во делови од земјата кои што со години беа и заборавени и запоставени. Затоа во општина Чучир Сандево се реализираат 4 проекти од програмата за равномерен регионален развој со вкупна вредност од 9.519.348 денари. Тоа се проекти за разрешување на проблемот со порените води на Скопска Црна Гора со посебен акцент на општините Чучир, Сандево и Бутел. Потоа проект за воспоставување на систем за следење на загадување на амбиенталниот воздух во Скопска котлина, кој е од особено значење за општината, која посветува исклучително внимание на еколошките предности на Чучир Сандево, проектот реконструкција на примарна и секундарна водоводна мрежа за село Блаце и рехабилитација на дел од локалниот пат за село Блаце. Во изминатите 3 години владата покажа волја и посветеност за еднаков развој и поддршка на општините за да се обезбедат подобри услови за живот на сите граѓани на Република Северна Македонија. Во таа насока должно внимание посветивме на поддршка на подобрување на условите во училиштата во општината, и во Чучир Сандево се спроведуваат два проекти со вкупна вредност од 9.219.437 денари за реконструкција на целиот објект на училиштето Александар Урдаревски во село Блаце, како и подготовката на техничка документација за изградба на ново училиште во општината. Владата учествуваше во опремување на детската градинка во Чучир Сандево во вредност од 7.546.100 денари. Во завршницата на оваа моја изјава за посета на општината Чучир Сандево сакам да истакнам предноста при што општината Чучир Сандево ја има исклучиво како рурална општина, во која примарна гранка е екзистенцијата земјоделието. Во таа насока го охрабрив градоначалникот со поголема нагласка да го афирмираат проектот за поддршка на млади земјоделци во висина од 10.000 евра за период од 3 години, и која во идните години предвидуваме да биде и со повисока сума, а исто така природното богатство кое го поседува, како и близина на граничните премини, овозможува развој на општината и од прекограничните програми на Европската Унија, за што е неопходно градоначалниците, представниците на локалната власт да понудат квалитетни проекти. Како што и самите знаете, на самитот на Европската Унија за Западен Балкан во Загреб беше најавена голема финансиска поддршка за економски развој и за инфраструктурни проекти на локалните заедници во регионот, и секој изграден капацитет за подготовка на проекти е од изваредно значење за пресврт во напредокот на општините. Секако поразговаравме за она што исто така е интерес на граѓаните на општината, договоривме да ги направиме сите подготовки за изградба на Домот на културата во Сандево,
да се започне со градба на детски игралишта како една инфраструктура која што е потребна на граѓаните. Сакам да порачам и на граѓаните на Чучир Сандево, на градоначалникот, на Советот, дека ќе имаат поддршката на владата како што има и до сега и со засилено темпо врз основа на овие проекти кои што ги имаме се со цел да воспоставиме навистина систем кој што ќе овозможува еднакви услови за секој еден граѓанин.